Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. По 10 месеци од оштетувањето на столбот и искривувањето на мостот на реката Брегалница кај селото Балван, денеска почнаа подготвителните работи за старт на реконструкцијата. Мостот, што сврзува два регионални патишта и е витален за граѓаните на општините Карбинци и Штип, попушти лани во декември и беше целосно забранет за сообраќај. Обезбедени се 10 милиони денари, од кои 5,8 милиони од Министерството за локална самоуправа, а 4,2 милиони од буџетот на општината Карбинци. На местото каде механизацијата работеше на пристапен пат, дојдоа министерот за локална самоуправа Горан Милевски и градоначалникот на Карбинци Виктор Паунов, кој очекува градежните работи да бидат завршени до крајот на годината. Ќе се прави реконструкција на оној паднат столб кој што е попуштен во некаде на средината на самиот мост и онаа реконструкција на, би рекол, на површината која што ќе биде во зависност од самиот столб како ќе понатаму ќе се реконструира. Нема да се реконструира целиот мост, значи само оштетениот дел кој што е проблем во овој момент. Тоа дека се работи за витален мост беше пресудно да се одвојат средства од програмата Диспаритети, рече министерот Милевски, кој изјави дека жали што не успеале да ги обезбедат сите потребни средства, со оглед на тоа дека се работи за општина со мал буџет. Ова представува еден голем проблем за жителите. Гледате дека мостот, иако е небезбеден, официјално е забранет за користење, сепак се користи од жителите, бидејќи е најблиската точка до Штип и до сите правци кои што ја поврзуваат општина Карбинци со остатокот, да речем, од светот и од државата. Мораше да се интервенира. Проблемот настана неочекувано, бидејќи мостот, како што кажавте, еднаш е реновиран, ова е по втор пат каде што овој мост се оштетува. Оваа програма е таква што е едногодишно отворена, така да можевме да интервенираме. Другите програми од министерствата немаа простор да помогнат и затоа ние излеговме во пресред врз основа на можностите кои што ги доделува буџетот. Сепак имаме 1,5 милиони евра, со тие пари треба да ги задоволиме сите општини во државата по најразлична основа, големи, помали, рурални. На терен е механизацијата на Светиниколската компанија АГП која го добила тендерот. Предходно е направено пренасочување на реката Брегалница, која по последните дождови е надојдена. Се работи околу оштетениот столб, кој, како што објасни представникот на компанијата, му престои санирање и враќање на стабилноста. Според техничкиот проект потребно е да се санира столбот Т7, да се подигне конструкцијата, не се менува, да. Значи треба да се покрене, да се санира тој пропаднат столб и темел и да се направи потпора негова, да може да се санира, да се подигне целиот мост и да се реконструира и да биде повторно ставен во употреба. Како и останатите општини, Карбинци се соочува со проблемот со енормно високите сметки за струја. Министерот за локална самоуправа го знае проблемот, особено со водоводните предпријатија, кои за користењето на струја за водоводните пумпи плаќаат огромни сметки. Министерот Милевски изјави дека се бараат модалитети за помош на општините, бидејќи, како што рече, на крајот последиците ги трпиме ние граѓаните, со добивањето на услугите од општините, како уличното осветлување, водоснабдувањето и слично. Во зависност од економските состојби буџетот, владата тековно ќе донесува решенија, рече министерот Милевски. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.